Почитувани, доста СДСМ го лаже и го убедува народот за наводното минимално покачување на цената на електричната енергија. Вистината е дека го клекна енергетскиот систем на колена и граѓаните ќе плаќаат над 15% поскапа струја поради нивните криминални неспособност и неодговорност. Ада Елем не е во состојба да произведува електрична енергија. Ископ на јаглен во рек Битола речиси и да нема, работи едва и со 2 блока. Хидроакумулациите се целосно празни. Рек Осломеј е надвор од погон. Проблемите во енергетиката нема да исчезнат со лажните пресови на Бихачка. На народот му е повеќе од јасно. Зголемувањето на цената на електричната енергија и укинувањето на ефтината тарифа преку ден ќе предизвикаат осиромашување на домашниот буџет за повеќе од 15%. Сето ова во комбинација со веќе поскапените цени на храната во маркетите е повеќе од доволен доказ дека СДСМ ја пеплоса Македонија. Само да подсетиме, зголемувањето на цените во маркетите во голем дел се должи што истите тие набавуваат електрична енергија на слободниот пазар, каде цените се 5 до 6 пати повисоки од порано. А сето ова се случува бидејќи СДСМ мислеше само на тендерите во рек Битола, наместо да се погрижи за кризната состојба, да помогне на поголемите потрошувачи и да ја спаси домашната економија. Како новогодишна честитка на скопјани, дополнително им се испорача и повисока цена на парното за 14%. И тоа не е се. Во АДСМ, по налог на генералниот директор Васко Ковачевски, со одлука за принуден одмор на вработени кои не се неопходни во процесот на производството, се отвори пандорината кутија за испуштање на вработените на принуден одмор со 70% од плата, а подосна и трајно губење на работните места. Сега се отвара дилемата дали е ова вовед во намалување на бројот на вработени како предуслов да ги спасат сопствените сопартици и да се ослободат од неистомислениците. Времето ќе го покаже одговорот на ова прашање. Едно е јасно, за да се спаси она што е останато, неопходни се промени. Потребни се предвремени избори, после кои на местото на оние што ја уништи енергетиката ќе дојде стручна раководна гарнитура предводена од ВМРО-ДПМНЕ, која знае да решава проблеми и да управува со енергетиката. Колку побрзо се случи тоа, толку побрзо Република Македонија ќе ги реши сопствените енергетски проблеми. Благодарам.